Вклучете го уредот со тоа што ќе притиснете на копчето за вклучување и исклучување кое се наоѓа од левата страна на уредот. Задржете неколку секунди. Откако уредот ќе се вклучи, повлечете нагоре. Пред вас ќе се појави главниот екран. Изберете апликацијата за менаџмент на избори. Пред вас ќе се појави главниот екран на апликацијата. За да го изберете јазикот на кој сакате да ја користите апликацијата, притиснете го копчето кое се наоѓа во горниот десен агол. Пред вас ќе се појави листа од јазици. Одберете го јазикот на кој сакате да ја користите апликацијата. Следно, проверете ја точноста на информациите за општината, избирачкото место и за идентификацијскиот број на избирачкото место. Доколку информациите што ги гледате на екранот не се поклопуваат со информациите за вашата општина или избирачко место, обратете се до надлежните лица од Државната изборна комисија. Доколку пак информациите на екранот се поклопуваат со информациите за вашата општина и избирачко место, доближете ја вашата смарт картичка до означениот дел од уредот. Со ова, екранот е успешно отклучен. Внесете ги вашата корисничко име и лозинка. Следно, притиснете на копчето за потврда на тастатурата или пак притиснете на копчето логин или најави се. Во случај на погрешно внесени корисничко име и лозинка, на екранот ќе ви се појави известување за неуспешна најава. Притиснете на копчето затвори или close и проверете дали сте направиле грешка при внесувањето на податоците со тоа што внимателно ќе ги внесете податоците уште еднаш. Повторно притиснете на копчето најави се или логин. Доколку корисничкото име и лозинката се точно внесени, пред вас ќе го видите екранот за започнување на изборите. Доколку податоците точно ги внесувате, а се уште ви се појавува ова известување, обратете се до надлежните лица од Државната изборна комисија. Пред да започнете, поврзете се со печатачот со тоа што најпрво ќе го поврзете кабелот за напојување на уредот од предната страна. Следно, вклучете го печатачот со тоа што ќе задржите на копчето за вклучување и исклучување неколку секунди. Печатачот ќе сигнализира со звук и светилката која означува дека уредот е вклучен ќе светне зелено. Следно, поврзете го печатачот со уредот за идентификација со тоа што ќе го вклучите кабелот за поврзување со печатач од едната страна на уредот. А потоа истиот тој кабел ќе го вклучите и од десната страна на печатачот. Откако ќе го вклучите и поврзате печатачот, од навигацијското мени на уредот изберете иконата за поврзување со уред за печатење и притиснете на копчето поврзи се или connect. Доколку сакате да се осигурате дека печатачот е успешно поврзан, притиснете на копчето тест печатење или тест принт. Печатачот ќе испечати тест порака. За крај, притиснете на копчето назад или back. За да ги започнете изборите, најпрво притиснете го копчето печати или принт, за да го испечатите извештајот кој е неопходно да се испечати непосредно пред почетокот на изборите. Претходно поврзаниот печатач ќе го испечати извештајот кој го гледате на екранот. По печатењето на извештајот, извадете го кабелот со кој печатачот е поврзан со уредот. И исклучете го печатачот со тоа што ќе задржите на копчето за вклучување и исклучување неколку секунди.
Исклучениот печатач заедно со кабелот уредно вратете ги во нивната заштитна кутија. По ова, притиснете на копчето Започни избори или Start Election. Со ова, изборите се успешно започнати и пред вас ќе го видите екранот за сканирање на отпечатоци. Притиснете на зелено обоениот прст и побарајте од гласачот да го постави својот десен показалец на скенерот за отпечатоци од прсти. Откако црвеното светло на скенерот ќе се исклучи, побарајте од гласачот да го отстрани својот прст од скенерот. Доколку се пронајде совпаѓање за скенираниот отпечаток и при тоа гласачот не е обележан во системот дека гласал, на екранот ќе се појават податоците за пронајдениот гласач. Проверете дали податоците за гласачот што ги гледате на екранот на уредот се совпаѓаат со гласачот пред вас. Ако податоците за гласачот соодветствуваат на гласачот што го гледате, притиснете го копчето Потврди или Confirm. Пред вас ќе се појави следната порака која ве прашува дали навистина сте сигурни дека го потврдувате гласачот. Доколку сте сигурни, притиснете Продолжи или Continue. Пред вас ќе се појави известување дека верификацијата на гласачот е успешна. Притиснете Следен гласач или Next Voter и продолжете со идентификација на следниот гласач. Доколку е пронајдено совпаѓање за скенираниот отпечаток и при тоа гласачот е обележан во системот дека веќе гласал, уредот ќе сигнализира со звук и на екранот ќе се прикаже порака со црвено. Пораката укажува дека гласачот е веќе верифициран. Притиснете на копчето Назад или Back и потоа притиснете на копчето Cancel или Откажи. Можете да продолжите со идентификација на следниот гласач. Доколку софтверот укаже дека квалитетот на скенираниот отпечаток е лош или слаб, на екранот ќе ја видите следната порака. Доколку се најдете во ваква ситуација, притиснете го копчето во ред и обидете се повторно. Бројот на обиди за оставање отпечаток го одредува самата Државна изборна комисија. Во случај да не се пронајде совпаѓање на скенираниот отпечаток, ќе ви се прикаже следната порака. Притиснете на копчето во ред или ОК. Доколку оваа порака се појави при скенирање на отпечаток на десен показалец, се прават обиди за скенирање на левиот показалец. Доколку пак оваа порака се јавува и при скенирање на отпечаток од левиот показалец, се преминува кон рачно пребарување. Доколку сакате да го промените прстот кој ќе го скенирате, тоа можете да го постигнете преку копчињата Следен прст и Претходен прст. За рачно пребарување притиснете на копчето Пребарај по MBG или Search by ID Document. Во оваа ситуација имате два начини за пребарување на гласачот. Опција 1. Поставете го документот за лична идентификација во читачот на уредот. Доколку станува збор за лична карта, бидете сигурни дека истата ја поставувате кон читачот со предната страна нагоре. Доколку пак станува збор за пасош, бидете сигурни дека истиот го ставате кон читачот со предната страна надолу. Опција 2. Рачно внесете го единствениот матичен број на гласачот. Потоа притиснете на копчето за потврда на тастатурата. Доколку гласачот се наоѓа на избирачкиот список, побарајте од истиот да го постави својот прст на скенерот за отпечатоци од прсти. Откако црвеното светло на скенерот ќе се исклучи, побарајте од гласачот да го отстрани својот прст од скенерот. Доколку гласачот не е обележан во системот дека гласал, на скенерот на уредот ќе се прикажат информациите за истиот. Проверете дали податоците за гласачот што ги гледате на екранот на уредот се совпаѓаат со гласачот пред вас. Ако податоците за гласачот соодветствуваат на гласачот што го гледате, притиснете го копчето Потврди.
Пред вас ќе се појави следната порака која ве прашува дали навистина сте сигурни дека го потврдувате гласачот. Доколку сте сигурни, притиснете продолжи или continue. Пред вас ќе се појави известување дека верификацијата на гласачот е успешна. Притиснете следен гласач и продолжете со идентификација на следниот гласач. Доколку гласачот е обележан во системот дека веќе гласал, уредот ќе сигнализира со звук и на екранот ќе се прикаже порака во црвено. Пораката укажува дека гласачот е веќе верифициран. Притиснете на копчето назад или back, а потоа притиснете на копчето откажи или cancel. Продолжете со идентификација на следниот гласач. Во случај гласачот да не се наоѓа на избирачкиот список, ќе ви се прикаже следната порака. Притиснете во ред или затвори и продолжете со идентификација на следниот гласач. Во било кој момент можете да го промените јазикот на кој користите апликацијата со тоа што ќе го изберете јазикот од навигацијското меню. Пред вас ќе се појави листа од јазици. Изберете го јазикот на кој сакате да ја користите апликацијата. За пристап до опцијата за преглед на извештај или било која од опциите на иконата за дополнителни акции од навигацијското меню, потребно е претходно да потврдите дека имате дозвола за извршување на соодветните акции. За таа цел, откако ќе изберете соодветната опција, доближете ја вашата смарт картичка до означеното место на уредот. Потоа, внесете ги вашите корисничко име и лозинка. Откако ќе ги внесете податоците, притиснете на копчето најави се или логин. Доколку податоците се точно внесени, ќе добиете пристап до посакуваната акција. Пред да започнете, поврзете се со печатачот. За да го поврзете печатачот, најпрво вклучете го со тоа што ќе задржите на копчето за вклучување и исклучување неколку секунди. Печатачот ќе сигнализира со звук и светилката која значува дека уредот е вклучен ќе светне зелено. Следно, поврзете го печатачот со уредот за идентификација со тоа што ќе го вклучите кабелот за поврзување со печатач од десната страна на уредот. А потоа истиот ќе го вклучите и од десната страна на печатачот. Откако ќе го вклучите и поврзете печатачот, од навигацијското меню на уредот изберете иконата за поврзување со уред за печатење и притиснете на копчето поврзи се или connect. Доколку сакате да се осигурате дека печатачот е успешно поврзан, притиснете на копчето тест печатење или тест принт. Печатачот ќе испечати тест порака. За крај, притиснете на копчето назад или back. За да го видите или испечатите моменталниот извештај, изберете опцијата за преглед на извештај од навигацијското меню. Откако ќе се авторизирате со вашите смарт картичка, корисничко име и лозинка, пред вас ќе се појави моменталниот извештај за избирачкото место. Доколку сакате да го испечатите извештајот, притиснете на копчето печати или принт. Претходно поврзаниот печатач ќе го испечати извештајот кој го гледате на екранот. По печатењето на извештајот, извадете го кабелот со кој печатачот е поврзан со уредот. И исклучете го печатачот со тоа што ќе задржите на копчето за вклучување и исклучување неколку секунди.
Исклучениот печатач заедно со кабелот уредно вратете ги во нивната заштитна кутија. Откако ќе завршите со преглед на извештајот, притиснете на копчето Откажи или Cancel. За да се одјавите од системот, изберете ја следната опција од навигацијското мени и потоа изберете опцијата Одјави се или Logout. По ова, успешно ќе бидете одјавени и пренасочени кон екранот за најава. При повторна најава на системот, пред вас ќе можете да го видите моменталниот извештај за избирачкото место. Притиснете на копчето Следно или Next и ќе можете да продолжите со процесот на идентификација на гласачите. Пред да започнете, поврзете се со печатачот. За да го поврзете печатачот, најпрво вклучете го со тоа што ќе задржите на копчето за вклучување и исклучување неколку секунди. Печатачот ќе сигнализира со звук и светилката која значува дека уредот е вклучен ќе светне зелено. Следно, поврзете го печатачот со уредот за идентификација со тоа што ќе го вклучите кабелот за поврзување со печатач од десната страна на уредот. А потоа истиот ќе го вклучите и од десната страна на печатачот. Откако ќе го вклучите и поврзате печатачот, од навигацијското мени на уредот изберете иконата за поврзување со уред за печатење. Потоа притиснете на копчето Поврзи се или Connect. Доколку сакате да се осигурате дека печатачот е успешно поврзан, притиснете на копчето Тест печатење или Тест принт. Печатачот ќе испечати тест порака. За крај, притиснете на копчето Назад или Back. За да ги затворите изборите, изберете ја следната опција од навигацијското мени и изберете опцијата Затвори избори или Close Election. На екранот пред вас ќе можете да го видите целокупниот извештај за изборното место. Притиснете на копчето Печати за да го испечатите извештајот кој е неопходно да се испечати пред самиот крај на изборите. Претходно поврзаниот печатач ќе го испечати извештајот. Откако ќе го испечатите извештајот, притиснете на копчето Затвори избори или Close. Со ова, изборите се успешно затворени.